Синоќа во Центарот за култура Антон Панов во организација на Фондацијата Елиеуса се одржа хуманитарен концерт со традиционалниот македонски мелос на вокално-инструменталниот состав Стихири од Струмица, како и учениците од Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј од Скопје. На програмата имаше дел од класичниот репертуар, дел од традиционалната музика и дел од балетскиот модерен и класичен репертуар. Значи, Државно музичко-балетски училишен центар за уште 1-2 години ќе слави 80 години јубилеј, што значи тоа е една голема работа, традиција, центар кој што има врвни резултати не само на македонската културна сцена, туку и на светската културна сцена од нашиот музичко-балетски училишен центар. Ако почнам да ги бројам уметниците млади кои што се излезени од сите наши одели, ќе треба многу време, меѓутоа сепак би го спомнала нашиот Симон Трпчевски, се подразбира и за овие концерти, значи хуманитарни пред се, тоа е првата работа што се радувам, што беше сега во Ново село, сега продолжуваме концерт на добрината во Струмица, во Домот на културата, каде што струмичани ни се овој пат домаќини и исто благодарам на градоначалникот овде за ова прекрасна поддршка на Фондацијата Елеус. На програмата имаме дел од класичниот репертуар, дел од традиционалната музика и дел од балетскиот модерен и класичен репертуар. И мислам дека публиката, не мислам дека сигурна сум дека ќе ужива и ќе биде воодушевена, затоа што ваков еден, да кажам, една симбиоза од неколку гранки уметнички во една целовечерна представа перформанс не е секојдневие. Добрината е благослов за оној кој ја прима, но добрината е благослов и за оној кој ја дава. Вака истакна градоначалникот на општина Струмица Костадин Костадинов, кој беше присутен на синоќишниот хуманитарен концерт. Да, добрината е благослов за оној кој што ја прима, но би кажал дека е благослов и за оној кој што ја дава. И ако имаме во предвид дека во Струмица веќе по втор пат се организира и овој храм на културата го претвараме барем за миг во храм на добрината, може да замислите колкава е гордоста и честа моја да се одржуваат такви убави и хумани настани во Струмица, се со цел да пуштиме една убава порака, а тоа е што е можно повеќе да се обединуваме околу доброто, што е можно да бидеме повеќе хумани и што е можно повеќе да бидеме свесни кој е вечниот владетел, а тоа е Господ Бог Исус Христос. Ова е втор одржан концерт на вокално-инструменталниот состав Стихири од Струмица, а првиот неодамна се одржа во општина Ново село. Значи, ова ми е втор концерт. Некако соработката спонтано си продолжи. Расположението и дружбите меѓу децата се повеќе прераснуваат во нешто поголемо, во другарство, да не кажам. По втор пат, како што реков, се одржува концертот. Сите сме спремни, подготвени. Овој пат со проширена програма ќе имаме малци и класична музика од страна на Средното музичко од Скопје. Исто така и стихири со малку видоизменет репертуар. Вокално-инструменталниот состав Стихири функционира скоро 2 години. Во него членуваат млади талентирани инструменталисти и хористи. Од Стихири велат дека соработката со Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј од Скопје е од исклучителна важност, посебно кога тоа се прави во име на хуманоста.